Црко, тука сте. Тука сме. Тука сме. Некој ми кажа дека пред неколку години по некоја случајност 6 недели не може да присуствува на служба и свикам како би го една недела не присуствував и да. И знаете како да е некој од страна ти рече што вие морате, а ништо не мораме ние во животот, така беаме. Сакаме. Амен. Работата што ние сакаме. Се работа што многу работи сакаме. Стварно сакаме многу работи. И ако погледнеме нашиот живот, имаме толку желби. И понекогаш тие толку се искрени тие наши желби, што Бог онака не гледа и сака да не ги исполни. А понекогаш повика: синко, јас знам подобро за тебе. Така да дај да оставиме време и простор да легнат да работи. Ќе добиеш оно што е за тебе, биди сигурен. Ја тоа што сум ветил не отстапувам. Амин. Не отстапува и ти. Зашто понекогаш ние отстапуваме. Бог е запишан, и ако кажуваме дека Божјото Слово е веродостојно, тоа знаеме дека Он не отстапува од намерата да не биде исполнети во Него. Но некогаш ние отстапуваме. Работата е што тогаш кога отстапуваме, Божјата благодат уште поголема во нашиот живот. И таа е нашата сигурност и нашата безбедност. Ја не можев да замислам мојот татко да се отиде од оваа земја. Секогаш во моите мисли има таква борба, мислејќи дека ќе биде тука вече. Али Бог добро ме припреми да се поздравиме. И да бидам помирен од било кога. Пред тоа, во моите мисли, во моето битие, во тоа што продолжуваме да го правиме. И така да ја не верувам дека ние очајуваме. Ние жалиме со надежда. Амин. Ја мислам дека секој ден поминал из период на некаква загуба. Без разлика каква и да е. Може би некојаш финансиска загуба ќе биде поголема од било која друга загуба во нашиот живот. Зашто таму ни бил фокус. И обратно. Но сите знаеме што значи загуба, но убавата страна е што сите треба да знаеме кој е Бог и во таа загуба. Амин. Така да добри сме како фамилија. Фала ви на секоја една молитва за утеха. Некогаш Господ ни дава да гледаме работите и тоа е, ќе ви кажам, тешко да се живее. Тешко е дека ќе се очекува уште еден ден, а пак да бидеш во истата ситуација. И некогаш, баш пред сите овие случувања, читав на книга и човекот исто претрпел загуба и кажува: ја не знам како, не знам ни дали го надминував сета таа болка. Но едно знам, Исус цело време беше до мене и ме утешуваше. Викам: Господе, зошто го читам? И кога се поврзаат сите работи, викам: фала што го читам тоа. Бог не спрема и за добро и за лошо. Зашто Павле кажува дека се, ама буквално се содржи за нашето. Ќе прочитаме тој стих за Римјани 8 глава. Се, буквално се. Еден човек порано ми рече: ти си пастор, како ќе го објасниш дека се содействува за доброто, особено на тие што ќе загубат нешто? Не мора ја да објаснам. Бог ќе објасни наистина. Амин. Толку сме некогаш кратки со зборови, а толку сакаме да утешиме. И некогаш Бог не вика: не мора. Јас сум добар. Јас ја донесам таа утеха. Амин. И не треба да се чувствуваме ни дека сме малку утешени од луѓето, ни па од другата страна некој да се чувствува дека не утешив доволно. Што Бог е тука. Бог е секогаш тука кога ние не сме. Амин. Така да фала ви за целата една поддршка, за телефонските повици, за честа што ја дадовте на мене како на Даниела и на татко ми, без разлика дали некој го познал или не го познал. Некој кажува дека децата се одлика на родителите. И ете, кога ме гледате мене некако, имате представи за татко ми. Океј? Фала ми на Господ,
што ми даде убедување, цврсто уверување дека татко ми е со него. И тоа е најголемиот мир што може еден човек да добие. Најголемиот мир што може еден човек да добие е дека сме неуништливи. Не беше само Павле неуништив, ние сме неуништливи. Смртта не ни може ништо. Амин. Интересно е што, ајде, имаме дарежливост, нели, и сум бил на конференции или на служби каде што додека проповедникот не испроповеда, додека не измотивира за дарежливост, корпите нема да поминат. Да. И сигурно тоа е добра пракса, но не смее да премине во контрола. И затоа сега ќе кажам нешто за дарежливост. Од кога корпите поминаат? За да нема нелагодно чувство дека некој нешто не пее. Знаете зашто прав така? Зашто јас не можам да ви измотивирам повеќе колку што Бог може да ви измотивира да давате. Не може. Не може црквата без разлика. Најдарежливиот човек не може да ви измотивира повеќе колку што Бог може да ви измотивира. Тогаш зашто јас да трчам како прле пред магаре пред Господ? Зошто да трчам како прле? Има нешто во овие процеси што се нарекува доверба. Лидерски е малку да имаш контрола врз нештото, врз работите. Еден кажал, вистински лидер трча по одговорностите, не по призванијата. И го прочитав Павле и вика, Павле, нашето призвание е горе на небото. Вау, не било тука. Горе на небото. Така да горе на небото, кои ти дојдат да ти речат, честити царе. Нема да се изненадиш. Али слушавме тука и од Николче и од Јоната, не слушам на пораката на Фейсбук дека овдека сме повикани да бидеме и слуга и цар. Најверојатно тоа е некој концепт што нас не прави да бидеме благопријатен мирис за луѓето околу нас. Да знаеш кој си, преди тоа да знаеш што можеш да направиш. Да знаеш кој си, да не ти е тешко да служиш. Така да јас верувам дека не можеме да се поттикнеме толку многу, иако го чекаме неделната служба, иако ја чекаме да слушнеме проповедта, иако чекаме да тоа биде величенствено, секоја недела да биде подобро и подобро, секоја недела да биде повозвишено и повозвишено, пославно и пославно. И ќе речеме, ајде сега да му слушаме на Бог. Ја би рекол, ајде сега да дозволиме Бог да делува. Амин. Ајде сега да дозволиме Бог да делува. Тоа го вклучува нашето слушање. Ајде да дозволиме Бог да делува преку мене. Ајде да дозволува Бог да делува преку мене. Амин. Некогаш сум пишал дека дарежливоста или дарежливост кога даваме за Божјото царство, ние соработуваме со самото Божјо царство. Значи сме во корпорација, во соработка со Бог и одлучуваме да даваме. Како партнери. Бил некој партнер тука во бизнис? Нема помалку повеќе. Даваме заеднички. Имаме соработка. И сме во еден вид во партнерство со иста цел да го градиме нашиот дом помеѓу луѓето. Убавината е што тука ние не можеме да се надаваме со Бог. Од целиот овој период со татко ми, со ковидот, нели, со погребот и сите тие нешта, уште пред тоа има понуда да испеаме на песна и во песната пишува, во петокот ја испеав, ја снимив и во песната пишува што можам да дадам јас на тој што даде се. Освен самиот себе си.
освен самиот себе си како богоугодна жртва пред Бог. Амен. Запишал дека со иста цел градиме нешто, тоест го градиме нашиот дом помеѓу луѓето. Помеѓу луѓето. И јас не знам како понекогаш успеваме да заглавиме во овие 4 ѕида и да не гледаме малце подалеко. И малце по-нашироко. А тоа е да ги гледаме луѓето околу нас, на кој ненасушни е потребен Бог. Ненасушно им е потребно откровението за Бог, зашто Бог е со нив и додека ние сме тука и мислиме дека сме ексклузива пред Бог. Што мислите, Бог е со луѓето што во моментов се збунети? Имаше на пописот сега голема збрка од тоа колку атеисти се. Вау! Што поголема бројка било, поголем достиг било. Па се бунеа, случајно биле 300 и нешто, па на 8000 и нешто ги ставиле па. И обратно, имаше голема фама, еве колку христијани сме, што и не мора да значи много. Бог и очите на Бог се вперени во секој ден. И затоа рекол, откровение за Бог. Откровение што го добив јас, ти. Тоа фали на луѓето. Нема, не знам дали сте размислували на ваков начин, нема посилен човек од оној човек кој одлучил Бог да му брцне во джепот. Ние не дозволуваме. Ујко ми секојаш на времето кажуваше дека газдата на времето кога бил млад кај што работел, вика кога даваше плата, пошто порано немаше плата на картички, нели си ти работи, бе вака. Не дозволува, он не си брца целосно во джеба, камо ли дозволува ти да му брцнеш во джеба. И тоа толку опушта кога ќе дозволиш пред се Бог да ти брцне во джебот, а Бог не брца за негова наслада, за наслада неговото тело. И умножува. И тогаш ти си како птица, олеснет од секое бреме што го носат предизвикот наречен пари. Олеснет од секое бреме. Дали ќе има утре, дали ќе има за денес. Зашто Давид, може би и гладен бил кога пишал дека јас не видов праведник што страда за лет. Амин. Давид помина една Голгота од Саул, што ние се би направили да избегнеме. А Бог понекогаш вика не. Тоа ќе го поминеш, за да не станеш како твоите претходници што се критикува. Давид беше по Божјото срце не затоа што Бог имаше посебна благодат врз него. Тоа би ме повредило мене. Што ја би сакал. Давид беше по Божјото срце зашто го разбра Бог подлабоко од неговите современици во неговото време. Давид беше по Божјото срце зашто не посегна ни збор да изости за Божјиот помазаник Саул, иако знаеме како беше. Тие псалми на Давид повеќето се пишувани во прогон. Давид пеел, а Саул го гаѓал со копја. Вау! И кога дошле да му кажа, дај да се бунтуваме, вие не знаете што правите, тој е Божи помазаник, ја нема да го направам тоа. Единствено зашто го направи тоа, или зашто Бог го дозволи, е да Бог го убие во Давид Саул. Зашто имаме тенденција, историска тенденција да секогаш стануваме како оние што ги критикуваме. Бог сака да не го дозволи тоа. И затоа сака во секој ден од нас да го убие Саул. Амин.
Ја верувам дека ова е пророчки за секој еден од нас. Да му дозволиме. За да можеме, не е, многу пати знаеме да кажеме, посебно становците, многу битна е комуникацијата. Да, битна е. Но каква комуникација е уште побитна? Така? Каква комуникација е многу побитно него било каква комуникација. Така да не бидеме брзи во изустување на дури и тоа да го ставиме во рангот на рассудување, да ги рассудуваме луѓето околу нас. Зашто најповеќе се буниме и се рассудуваме на тоа што ни фали во нашиот живот, што сакам да го видиме. Не знам дали сте го приметили тоа. Највеќе сме гласни и критикуваме за тоа што сакаме да го видиме или сакаме да бидеме ние во нашиот живот. И Бог вика, јас ќе го убијам тоа во тебе. Што сакам да бидеш како што јас сакам во твојот живот. Споредбата, синко, не е добра за тебе. Нас ни буткаа режим за да дојде хибриден режим. Тоа се вика од шупло во празно. Само ја така ги виден или од прилика таква стација во нашата држава? Тука негде се. Убавината да го видиме тоа далеко. Да го видиме тоа што подалеку, да што помалку жртви да падаме. Што побрзо му дозволиме на Бог да делува во нашиот живот, да ги смени работите што пред се нас ни смета, а посегаат и по другите. Што побрзо, тоа подобро. Има таква изрека. Што побрзо, тоа подобро. Андрече, ти речека можеш да ги најдеш. Извини што не ти ги пратив. Не ги пратив, зашто ја воопшто не сум ги спринтил, па за да ти ги пратам. Али верувам дека тоа што Светиот Дух сака да го истакне, ќе го истакне, а другото не знам. Нека оди по вода, така ги кажат старите. Ајде вака. Ајде ќе го прочитам Псалм 139, 1 и 2. А ти најди го Римјани 8, 26 и 27. Господе, до крај си ме испитал и темелно ме познаваш. Толку многу не знаем, што ние немаме наша најдобра точка на стоење е да му признаеме на Бог дека Он не знае подобро отколку што ние сами да се познаваме. Зошто ни е тешко да му признаеме? Зошто имаме одбранбен систем? Зошто имаме гард кренато? Ја имам теорија зошто. Зашто понекогаш се плашиме Господ да не благослови, зашто ќе биде различно од оно ние што очекуваме како благослов од Бог. Затоа имаме гард. Особено ако сум силен за нешто да направам. Јас сум го видел тоа во мојот живот. Бог во тие моменти е второстепен во мојот живот. Зашто па тука, Господи, не ми требаш. Имам доволно мудрост и храброст ова да го направам сам. И Бог вика, добро синко. Али не е така. И што Давид пишува, Господе, до крај си ме испитал и темелно ме познаваш. Што кажуваше Петар? Да се радуваме кога ќе дојдат испитувања? Зошто? Зашто Бог испитува? Веруваме дека Бог испитува? Ја верувам искрено. Веруваме дека нема да надминат испитувањата од она што ние можеме да го носиме на грбот. Е тоа наша сигурност, дека можеме во целост да му веруваме на Бог, дека Бог не сака да не повреди. Бог не сака да не повреди. Али не сака да не остави равнодушни. Не сака да не остави плитки, не сака да не остави негде на пола пат.
Ова е може би тешко што ќе го кажам, но тоа го видов овие денови. Дека понекогаш тагата може да сплоти многу повеќе него радост. Посебно во нашиот менталитет. Ќе објаснам и зошто. Тагата може многу повеќе да сплоти и не е секогаш негативна кога се очуваме со тага. Бог таму ги допира најдлабоките наши чувства и емоции, ставови. И вика, синко, време од ова да излеземе по себе. Имаше едно интервју на многу позната пејачка српска и она се збуни малце, вика, ја не верувам во таа реченица, она што не те убило да прави посилни, и после објасни и го објасни се. И жена се збуневи добри. Бог не сака да не убие нас. Сака да го убие Саул во нас. Сака да го убие оној дел од нас каде што посега по други луѓе. Што значи посега по други луѓе и по други животи? Преку осуда, преку сплетки. Ја не знам како луѓе, не знам дали се размислувале, али ја на големо го размислував и е многу битно и за нашата црква и општо за црквите, зашто понекогаш не е исклучувам и нашата црква, но понекогаш гледам како баш со некои луѓе збореме при некој ден, како некои работи понекогаш да стагнираат. Или дури да си во благ пат на нештото. И ние можеме да кажеме две работи, или научени сме да кажеме две работи, или Господ така сака, или ние ништо не знаеме, ама негде е измеѓу секогаш. Господ не сака да стагнираш и не сака да одиш надолу. Значи, одма исклучуваме една опција, дека тоа не е. И второ што, лично, покажа на мене е секогаш да погледнеме на себе. Ја не знам понекогаш, ама гледам дека се научивме да кажуваме толку силни работи. Каде е Светиот Дух, каде не е, во кој говорник е, во кој не е, во кој зборува, преку кој не. А не може да го послушаме, например, за редот во црквата. Не можеме да го послушаме за работи во нашиот живот. Толку сме дошле, сме истанчиле таа способност, што најверојатно незамагливо и не можеме да видиме на кој сталиште сме ние. Исус тоа нарекува, што ја гледаш раската, а не си ја гледаш гредата. Али нас, кога ќе појдеш од позиција, дека ова не чини, таа раска од другиот човек изгледа како греда. А тоа е само раска. Ние за луѓето зазимаме ставови и од таму слушаме. Тој може да каже најубави нешта, но ти не го слушаш, ти го гледаш. Тоа не го гледаш каков е, но гледаш како ти мислиш дека е. И тоа ти те заматува и он има благослови за тебе, а ти викаш не. Ја ќе чекам нареден. Тој што мене ми се допаѓа повеќе. И Павле на тоа кажува, немојте да бидете Павлови, Петрови, Јованови, бидете Божји пред себе. Амин. Кој рече дека е лошо да се преиспитуваме секогаш? Да се преиспитаме до каде сме го верали. Амин. Ја го правам тоа. Но има една опасност, правејќи го тоа, да се повреди сами. Мене ми е многу полесно да оправдам некого него сам себе. Па добро. Вака мислеше, така мислеше, ајде. Но понекогаш тоа оправдување на другите те повредува лично тебе. И мене Господ ме научи дека, синко,
Колку што ги оправдуваш другите, ги оправдувам и ја. Колку што ги сакаш другите, ги сакам и јас, многу повеќе од тебе. Но те сакам и тебе. И те оправдувам и тебе. Зашто јас сум доживеал наметнато бреме да бидам добар со сите. И кога не е така, и кога е така. Да бидам силен, зашто очите биле вперени по мене, па да не е да стребажам друг, па не треба да бидам силен. Бог е силен во нас. Ја добив совет многу убав за време на погребот. It's okay. Not be okay. Okay. Ворете, луѓе. Ворете да сте таму кај што сте. Не заборавајте дека не сте сами. Амин. Ворете да поминувате тоа што поминувате. Но не заборавајте дека поминувате сами. Ворете да мислите тоа што мислите. Но не заглавувате. Господ ниедна состојба во нас не сака да трае вечно. И ние не сакаме, но душата сака. Затоа на почеток пееме: "О, благослови го душо моја Господе." Зошто? Зашто спиеш. Ако не ти кажам спиеш, нема да го благословиш. Ќе се благословуваш самата. Ќе бараш самата твое место, твоја позиција, каде да стоиш. И тоа се вика комфорт зона. Духот не ужива во комфорт зона. Он ја произведува комфорт зоната, но не како што душата мисли дека е комфорт зона. А душата бара комфорт зона. Тажи, но не оди предалеку со тажењето. А душата ќе ти вика: од кревет да не станеш и да тажиш. Зошто? Да бидеш центар на внимание. Како поинаку би бил центар на внимание ако не во моментите кога ти е тешко? Како би бил во центар на внимание ако цело време се жалиш? Јас одбивав месец дена многу да комуницирам со Бог, зашто ми беше тешко за мојот татко дека се мачи. 3 пати, може би, или 4, не знам, или 5 пати се помолив и беше доволно како 1000 пати, може би, научено религиозно пристапување на Бог, зашто само мене дека ми е тешко. Тоа значи дека имаме надеж дека кога ние не пристапуваме, Он е до нас и ќе најде начин како да ни држи. Амин. Господе, докрај си ме испитал и темелно ме познаваш. Да ти ги познава некој темелите. Тоа значи на што стоиш. Тоа значи што те одржува во твојот живот. Ние пееме дека Исус е нашиот темел. Темел кој не одржува. Знаеш кога седнувам и кога станувам. Мислите оддалеку ми ги читаш. Колку добар дар е овој што го посакуваме. И ја имам дар да читам мисли. Фалам на Бог. Но делувам. Искрено не сакам да заглавам по некој, зашто станува тешко. Станува мачно. Напорно. И става позиција дека ти треба се да знаеш дека од тебе зависи многу работа. Не е така, од Бог зависи. Бог ги знае мислите наши и ги чита оддалеку. Амин. Ме наблюдуваш кога излекувам и кога си легнувам. Го знаеш секој чекор мој. Уште зборот не ми дошол на јазикот,
И ете, ти Господе, веќе знаеш се. Вау. Ти Господе, веќе знаеш се. Исус нова кажува дека вие джабе пробувате да се молите. Што значи тоа? Вашата молитва доаѓа од озгора, од кај таткото, поминува низ вас и оди пак кај таткото. Ета е вистинската молитва што ние некогаш би можеле да ја имаме во овој наш тукашен живот, зашто горе молитва нема да не треба. Еме го вистинскиот пристап на една молитва. Но ако го читаме Давид, зашто постојано кажувам еден контраст па друг, што Бог балансира во нашиот живот. А и ние исто треба да балансираме. Ние не смееме да правиме догма од овие работи. Колку пати сме слушнале дека благодатта не терала, посебно нас, христијански центар, да правиме глупости, затоа сме збореле за слобода, затоа ја викам, од кај луѓе, кога слушнале напред такво нешто? А да не зборам кога прочитале такво нешто. Да кажеш, ова запишете го, да кажеш дека благодатта те тера на глупости во твојот живот, е исто кога да кажеш дека Исус Христос е крив за инквизицијата во Шпанија. Исто. Потполно исто. Тие во име на Исус Христос парче направиле и луѓе што сакаат погрешно да толкуваат работи, осудуваат. Благодатта терала на, не знам, на што. Луѓе, многу пати сум размислувал за милост и за благодат. Многу пати, ја верувам дека сите вие сте размислували. И ја порано кажав една изјава, што стојав на таа, дека милоста сега е во благодат и дека поинаку не може. Дека на крстот милоста не заврши, него Бог на крстот милоста ја стави во благодат. Што значи ова? Имаме, нели, библиско школа и там беше да одвоиме што беше милост, што беше благодат. Милост е да не добиеш ќотек, а си го заслужил. Тоа е милост. Така? И Христос доби ќотек, што ние го заслужили. Ама што каже Христос на крстот? Се сврши. Се сврши, луѓе. Сега ќе живеете живот во благодат, каде што милост, праведност, се ќе го имате во еден пакет. А ние сакаме да ги двоиме постојано. И јас сакам да живеам живот по благодат, вкусувајќи по некогаш милост. Зошто го кажувам ова? Зошто не сакам да живеам живот по милост, вкусувајќи некогаш благодат? Зашто на некој начин е недостоен живот. Живот на постојано ти да уткаш и постојано очекуваш да не добиеш ќотек. Го разбирам овој дел? А благодат ти вика ти можеш. Можеш да излезеш надвор од таа состојба, да постојано очекуваш милост, што после неколку покажани милости излегува милостиња. И ние многу пати се радуваме дека Бог ќе направи нешто во нашиот живот. За некого е големо, за некого ситно. И мислиме дека таа е единствената Божја волја. А Бог ни покажува милост само за да не треснеме скрос на земја. Ама не те остава тука и ти вика, чедо, јас имам благодат за тебе. Излеана, секојдневно нова. Цел пакет. Фул. Со се и се што. Праведност, милост. Што друго ние сакаме многу да видиме во живот? Трпение. Амин. Долго трпение. Амен. Или не баш? Ма нема нешто што подобро не изградува од трпението. Или неш кажам, има, а тоа е долго трпението. Но ние не чекаме како некој што едва и ќе папса. Ова да го знаеме. Едва и готово папсаме. Ние чекаме по благодат и во благодат.
осилени, оснажени, дека ако побараат од нас километар, ние ќе одиме два. Амин. Пеевме последната песна колку беше убава, првата, последната, сите на Зод стана. Значи имавме денеска од сепо нешто таа се вика. И последната песна кажува дека поради 99 ги остави да ја побарам. Така беше нарече? Да. Вау. Вау. Видите го каков е Исус, да не речам безобразен, 99 остава заради еден. Нема шанси. Дали знаете од најдобрите или најубавите, барем за мене, слики во христијанството во текот на годините, иако најверојатно било од втори век, каде што Исус со јагнето се враќа, го носи изгубеното јагне, го враќа назад. Таа ми е толку убава слика. Што е убаво во таа слика? Исус го земал јагнето, изгубеното, уплашеното јагне, што избегал од стадото, го земал на рама да го однесе до дома. И затоа Павле кажува дека Бог нема да дозволи да се сопнеме. Ниту па да се лизнеме. Се согласиме дека лизгање е подобро од препнување, така? Дека е полошо. Кога ќе се лизне човек, како да цела утрова се стресува, се стресува од тебе. Но Бог нема да дозволи да се лизнеме. И затоа таа слика каде што Исус го носи јагнето ми е толку убава, што нема да дозволи по патот. Ти што си заплашен, може би од твоите соништа, ти што си заплашен од иднината и надежта ја немаш за иднината. Ти што си заплашен од војни, ние што сме заплашени од сите работи, од несигурноста на системот, од несигурноста на економскиот систем, не знам, на воениот и било како. Ние објавуваме таму војни, со некои сили се групираме, со кои пушки бе ви? Со кои пушки, дај да бидеме мирни, да не си играме. Има начини на ние како да војуваме, амин. Има начини црквата како да војува. Хајде да војуваме на тој начин. Хајде да правиме она што најдобро можеме. Зашто се насмеа дека Исус да. Исус ги остава на сигурно 99. И секогаш ќе оди по изгубениот. Но ги остава на сигурно. Зашто на сигурно? Зашто некои работи мора да се читаат. Ови секогаш ми е овој кнап збор. Културолошки, добре, зашто е опасен. Зашто е опасен збор. Историски, за да знаеме и да имаме целата представа. Животните во еврејската култура во тоа време беа на ниво на луѓе и живеа дома со луѓето. И затоа стадото, што ние го спомнуваме, што Исус го спомнувал, не е понижување. Зашто нас така знаат. Вие имате синдром на стадо и вас ви треба овчарова везба. Ама не ја знаат суштината на стадото и на овчар. На фамилија и татко на фамилија. Животните беа фамилија во тоа време. И затоа Исус можеше да ги остави во сигурно, на сигурно, на безбедно, да појде по изгубената овца. Амин. Не треба да не плаши, а посебно не нас, што ги имаме Светиот Дух, со печат. Со печат. Тој што некогаш бил затворен од ујако со печат, се му е јасно. Што значи печат? Дека Исус ќе не остави. А дури и за миг. Има голема дилема дали таткото го остави на крстот Исус за миг, кога Исус рече: татко, зашто ме остави? Има голема дилема. Едната е таа дека да, Христос се зема осаменоста, па мораше, али Христос се зема осаменоста зашто луѓето го оставија. А во тие моменти, ова е моје сознание или оно што јас верувам.
Христос им упатуваше на еден псалм, каде што почнува со татко, татко зошто ме остави и завршува дека е никогаш не му остави, дека е славен. Зашто Давид секогаш или понекогаш почнуваше во тело, ама завршуваше во духот. Нема да се плашим, имаме печат од Светиот Дух, дека никогаш нема да бидеме оставени. Ма јас сум ваков и таков во овој период. Ти можеш да бидеш и полош. Можеш да бидеш и полош. Бог е добар. Бог е добар. Па биди бе некогаш и лош. Не може. Ама немој да бидеш лажно добар. Карл Јунг рекол дека тој што изиграва добротина, тој што се прави дека е добар, ќе допре многу длабоко и далеко и оттаму ќе извади лоши работи. Абе Исус рече, кој? Таткото е само добар. Зошто ме нарекуваш добар учител? Знаеше, кој знаеше, каде ќе оди, се знаеш Исус. Но сакаше него да му каже да не изиграва многу, демек те препознав, да се ушунјам ако може додам со тебе, а при тоа ништо да не продам. За 2 минути, ни толку, му ги изјасни ставовите кои ги има. Бог е добар. Амин. Амин. И поради него и ние сме добри. Амин. Го најдовме Римјани, 8 глава, 26 и 27 стих. Исто така и Духот не подкрепува во нашата немој, бидејќи ние не знаеме како треба да се молиме, оно што го спомнав за молитвата. Па сепак Духот сам посредува за нас со неискажливо воздигнување. Наверојатно ти кога не клечиш да се молиш, Духот посредува за тебе. И затоа многу пати ние не ги приметуваме грешките што ги правиме. Но исто така, многу пати не ги приметуваме благословите што ги добиваме. Зашто Духот, ван она што ние го перцепираме во моментот, и силата да се молиме, или да не се молиме, посредува за нас со неискажливи воздишки. Дали некогаш сте рекле, Господе, па не сум се молил за ова? Од кај сега ова? Фала ти за благослов. Ја да. Духот посредува. Фала ти Свети Душе. Фала ти што си над нашата немоќ, над нашата збунетост, над нашата радост и нашата тага. Фала ти Свети Душе што си над себе. Исто така и Духот не подкрепува во нашата немоќ. Амин. Врти случаи, ние не сме сами. Дори тогаш кога мислим и кога сакаме, и кога викаме, Господе, ме остави, ме разочара, сега остави ме сам да поминам из ова. Ние не сме сами. Зашто се навратам на тоа што на почеток го кажем. Он не знае по-добро, него што ние сами се знаеме. Амин. Може да се молим и тога да завишим. Алелуја, Господи. Може да станете, може мислам, како би одговарали оно што верувам дека е силно, а тоа е дека колку и да сме обременети во нашите животи, колку и да силно вика се околу нас дека ништо нема да појде низ рака. Ние сакаме да кажеме едно нешто. Ние не чекаме подобар или полош живот. Ние го чекаме Христос. Амин. Амин. Зашто знаеме да заглавиме во тоа дали ќе било подобро или дали ќе било полошо. Ако е подобро, сме малце како килави, онака ни оди добро, па окей, се. Полош кога сме, даваме жар во нас, повеќе околу што треба, па се боиме по секој основи,
Дали сме за русите или за американци, дали сме за вакцини или не сме, дали сме, не знам, ваква, како се вика, имаме ваква ескатологија или таква. Ние сите овие работи можеме да ги согледуваме, но ние го чекаме Христос. Амин. Тато фала ти за овој ден, Господ, за твојата благост, што е неизмерно голема, неизмерно широка, висока, длабока, Господе, во нашиот живот, за твојата љубов, Господе, што не повикува да сега, како што кажал Павле, се преобразуваме во Твојот лик, Господе, од слава во слава, Господе. Фала ти, Господе, што навистина допираш секој едно срце таму каде што е, Господе. Фала ти, Господе, што ти не си лош диктатор, па да очекуваш постојано нешто од нас повеќе и повеќе, него тоа што ти го правиш, ни покажуваш дека како треба повеќе и повеќе. Фала ти, Господе, што навистина допираш секој едно срце, моето, Господе, и на сите други, да можеме во нови сезони да влегуваме опремени, спремни, Господе. Безбедни, Господе, сигурни дека да, Твојата доверба нема ништо поголемо од Твојата доверба, Господе. Дека ти тоа што си почнал, Господи, ќе го завршиш. Амин. Фала ти, Господе. Фала ти, Господе, за целиот терет што постои врз нас луѓето, дека за одредена болест или болка, Господе. Господе, јас забранувам во името на Исус, во Твоето име, Исусе, забранувам нешто што веќе било заборавено да се врати, дали тоа било болест, дали било тоа ситуација што правила тежина пред тоа. Забранувам, Господе, тоа што слушаме, ама да, тоа ќе се врати, ние го кршиме сега во името на Исус. Во името на Исус. Нема да се врати, Господе. Нема да се врати, Господе. Алелуја, Господе. Фала ти, Господе, за луѓето што чекаат откровение на Тебе, Господе. За Тебе, Господе. Фала ти што ќе не осилиш и оснажиш да можеме да го носиме Твоето Евангелие подалеку од било кога до сега, Господе. Од било кога до сега. Фала ти што ќе излеземе од зидините на нашата самоправеност, дека Македонија не ја бива, дека Македонија не чини, дека им мислат лошо, Господе. Но ние ќе носиме од тука работи што таму им требаат, Господе. Таму, надвор од овие граници, Господе. Надвор од овие зидини, Господе, што сме ги поставиле, Господе. Фала ти што отвараш врата кај што нема, прозор кај што нема, Господе, за да можеме да излеземе. Фала ти, Господе, што ти не го тргна каменот од Твојот гроб, Господе, за Исус да излезе, за ние да влеземе, Господе, во Твоето присуство. За ние да видиме, Господе, колку си Ти силен, Господе. Фала ти, Господе, што ќе работиш во срцата на луѓето, на секој од нас, Господе, да спознаеме што е добра и совршена волја за нашиот живот, Господе. И фала ти, Господе, што ќе ни дадеш увид да знаеме што е совршена и волја за другите, Господе. За да можеме да си служиме еден на друг. И да можеме да придонесуваме, Господе, да таа волја биде остварена. Фала ти, Господе, што никого не си оставил на сметка на друг, него секого си нас, со нас свети души. И фала ти за Твојот завет, за печатот што има. Фала ти во Твоето најсвети. Амин.